Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Во текот на вчерашниот ден и денеска на шалтерите на град Скопје се поднесени 220 барања за субвенција за купување велосипед, соопшти градот Скопје. Град Скопје со цел да ги стимулира граѓаните за користење велосипеди ќе им обезбеди поврат на дел од потрошените средства за набавка на велосипед од 13 мај оваа година, со објавувањето на јавниот повик во дневните вестници и на градската веб страница. Се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена, но не подоцна од 31 декември оваа година. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот прв дојден, прв услужен. Со оваа вест ги започнуваме денешните вести, а еве што ќе гледате друго во нив. Од денеска градоначалниците и советниците без мандат, а Државниот инспекторат за локална самоуправа преку соопштение информира дека градоначалниците имаат технички мандат од 31 декември, а на советите е истечен. Матурска парада 2017 в петок на плоштад Македонија. На 16 јуни започнува 12-тото издание на уличниот фестивал Баскерфест. Ракометарките од основното училиште Димитар Беровски освоја второ место на државниот надпревар во ракомет. Хуманитарна изведба на мјузиклот Тајно моја на мајските оперски вечери. Истече мандатот на локалните власти. Од ЗЕЛС вчера упатија барање до политичките партии во Собранието на Македонија за поскоро донесување на закони за нивно функционирање до следните избори. Градоначалниците на општините во Македонија од денеска ќе работат без мандат. Новите локални избори требаше да се одржат во првата половина на мај, но поради тоа што не беше избран председател на Собранието, истекоа сите рокови за нивно распишување во предвидениот термин. Од заедницата на единиците на локалната самоуправа вчера упатија барање до политичките партии во Собранието за поскоро донесување закони за нивно функционирање до следните избори. Со оглед на тоа што има различни толкувања од професори или институции за тоа дали градоначалниците може да продолжат да функционираат или не. Ние како ЗЕЛС, за да бидеме сигурни и да нема поделеност, бараме од парламентот што попрву да се состане и да ги донесе измените на законот за избори и законот за локална самоуправа, со што ќе се распишат следните локални избори, изјави вчера Коце Тријановски, председател на ЗЕЛС. Тој во име на сите загрижени градоначалници го поздрави договорот помеѓу политичките партии за одредување на датумот за локалните избори. Според Трајановски, секој поминат ден без решение и нанесува голема штета на локалната власт. Потсети дека во овој правен вакуум ќе бидат доведени во прашање функционирањето на градинките, основните и средни училишта, културните институции, противпожарната бригада и администрацијата кои зависат од блок дотации. И Министерството за локална самоуправа вчера упати апел до парламентарните политички партии и до сите надлежни институции, пред се до Собранието на Македонија, итно да се најде начин за деблокирање на работата на органите на општините и на град Скопје, преку законско продолжување на мандатите на градоначалниците и на членовите на советите, до одржувањето на локалните избори. Парламентарните партии вчера се договориле дека исклучителен приоритет за Македонија е постигнување договор за донесување предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законник, со кој одржувањето на локалните избори ќе биде предвидено за првата половина во октомври, а мандатот на сегашните градоначалници и советници ќе биде продолжен до изборот на новите членови на советите и градоначалниците. На 10 мај, Уставниот суд на Република Македонија едногласно одлучи да не поведе постапка за оценување на иницијативите за укинување на 2 члена од Законот за локална самоуправа и од Изборниот закон, со што ќе се овозможеше градоначалниците и советниците да останат на своите функции до одржувањето на локалните избори. Со свој став за мандатот на градоначалниците и Советот, денеска излезе и Државниот инспекторат за локална самоуправа, кој вели дека мандатот на советниците во општините е истечен на 24 март оваа година, а на градоначалниците може да трае до 31 декември годинава, соопшти денеска Државниот инспекторат за локална самоуправа. Државниот инспекторат за локална самоуправа преку соопштение информираше дека мандатот на советниците во општините е истечен на 24 март оваа година,
а на градоначалниците може да трае до 31 декември 2017, повикувајќи се на член 35 и член 49 од Законот за локална самоуправа. Како што наведуваат во соопштението, мандатот на советниците во општините согласно член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа е 4 години. И тој со оглед на последните локални избори кои се одржани на 24 март 2013 година, е со истечен мандат од 24 март. Сите одлуки кои советите на општините ги донеле по овој датум од страна на инспекторатот се поништени и ставени вон сила, а никаква евентуална законска измена во собранието нема ретроактивно дејство. Мандатите пак на градоначалниците, како што стои во соопштението, се регулирани во член 49 и 52 од Законот за локална самоуправа, и таму јасно стои дека мандатот трае до завршување на тековната година, што значи 31 декември 2017. Со оглед на изминатиот мандат на советите, градоначалниците извршуваат техничка функција, но во никој случај не смеат да прекинат со функционирањето на општината, а во случај да не ги извршуваат законските обврски, ќе бидат соочени со законски санкции, укажува инспекторатот. Државниот инспекторат за локална самоуправа како надлежна државна институција која следи законитоста на единиците на локалната самоуправа, истакнува во соопштението дека изнесените толкувања деновиве за мандатите на советниците и градоначалниците се произволни и несериозни со цел свесно манипулирање на граѓаните. Деталите околу 12-тото издание на меѓународниот уличен фестивал Баскерфест, кој започнува на 16 јуни, следуваат малку подоцна во вестите. На плоштадот Македонија в петок напладне ќе се одржи 11-та матурска парада, на која традиционално учениците кои го завршуваат средното образование танцуваат квадрил. Годинава ќе танцуваат и матурантите од Струга, Охрид, Струмица и Гевгелија. Матурантите исто така ќе ја кажат и заклетвата за ненасилство, а со танцувањето квадрил ќе се обидат да срушат и светски рекорд. На 19 мај по 11 пат на плоштад Македонија ќе се одржи традиционалната матурска парада. Парадата ќе започне точно напладне со танцување на препознатливата игра квадрил, во која се очекува да учествуваат околу 1300 матуранти од 16 средни училишта од Скопје, а покрај Скопје во матурската парада учествуваат и Струга, Охрид, Струмица и Гевгелија. Момчињата ќе носат сини, а девојките жолти маички. Организатор и носител на заштитената марка за Република Македонија е Дирекцијата за култура и уметност на Скопје, која во Скопје манифестацијата ја реализира во соработка со танцовиот спортски клуб Ритам Плюс. Како што истакна Никола Глигоров од Дирекцијата за култура и уметност, она што оваа манифестација ја прави привлечна е обидот да се постави Гинисов рекорд во категоријата истовремено синхронизирано одигрување на еден ист танц на различни места. Македонските матуранти ќе танцуваат на иста музика и во исто време, заедно со своите врсници од 10 држави од Централна и Југоисточна Европа. Матурантите од Република Македонија заедно со своите врсници од 10 европски држави од Централна и Југоисточна Европа секоја година на ист ден во исто време на иста музика, музиката од Лилјакот, кадрилот од операта од Штраусовата опера Лилјак, значи го танцуваат и одбележуваат своето матурирање, сигурно настан кој што останува во длабоко сеќавање на секој средношколец, на секој млад човек, кој што заокружува еден дел од својот живот, од времето на детството, на школските клупи, веќе залегуваат во годините на полнолетство. Услов, нели, покрај другото и за тој Гинисов рекорд за кој што секоја година се бориме, е да на иста музика во исто време се танцува, затоа од таму ќе се преземе радиосигналот со посредство на македонското радио Скопје, за да по завршувањето на парадата очекуваме исто така традиционално да следува првото обраќање и честитка во името на делегацијата на Европската унија во Република Македонија и потоа кратка забавна програма. Пред да биде приземен сигналот од Радио Словенија, од каде доаѓа музиката од Штраусовата опера Лилјакот, на која матурантите ќе го танцуваат квадрилот, ќе биде кажана заклетвата за ненасилство. Еден елемент на кој што последниве години особено му обрнуваме внимание во рамките на матурската парада, тоа е заклетвата за ненасилство. Сите градови истовремено ја кажуваат, значи
една идеја за толеранција, соработка, меѓусебно разбирање на генерациите кои што еве доаѓаат, генерациите кои што своите градови, држави, кои што практично светот ќе го водат во иднина, желбата за нивна соработка и дружење. Точно напладне го превземаме сигналот од Радио Словенија, од каде што доаѓаат првите поздрави и с музиката за кадрилот. Тодор Миладинов од танцовиот спортски клуб Ритам Плюс нагласи дека тие биле задолжени за обуката на матурантите, која се изведувала во училиштата уште од почетокот на второто полугодие во рамки на часовите по спорт. Обуката ја изведувале инструкторите од клубот. Тој потенцира дека обуката е успешно извршена и додаде дека традицијата веќе е создадена и матурантите доброволно танцуваат и влегуваат во овој проект. Годинава матурантите ќе танцуваат и салса на музиката Shape of You. Успешно е извршена обуката, очекуваме преку 1000 матуранти се обучени ова година, за да биде уште поинтересно, додаваме и некој друг танц. И оваа година се одлучивме за салсата, бидејќи таа е доста популарна и е во тренд. И се трудиме музиката да биде вака поприкладна, така да матурантите доаѓаат во контакт и со музиката, и со танцот, и тоа е една голема придобивка, би рекол. Раководителот на секторот за образование во град Скопје Даниела Захариева Адамова посочи дека матурската парада е празник на град Скопје и додаде од секоја година одново поттикнува енергија, младост и радост. Секогаш одново некако ги поттикнува енергијата, младоста, радоста и онака буди некои силни чувства. Всушност денешниот ден е најава на еден празник на градот Скопје. Ние тоа така го чувствуваме, барем што сме од онаа страна, страната на организаторите. По завршувањето на парадата ќе има честитка од делегацијата на Европската унија во Скопје и кратка забавна програма со дел од учесниците во мјузиклот Тајно моја, во продукција на Македонската опера и балет. Парадата на матурантите почна да се организира во 2001 година во Љубљана, а во Македонија првпат се одржа во 2007 година во Скопје и во Охрид, во организација на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје и танцовиот спортски клуб Ритам Плюс од Скопје. На фестивалот кој под отворено небо нуди бесплатна забава за сите возрасти. Од 16 до 26 јуни на плоштад Македонија ќе се одржи 12-тото издание на меѓународниот уличен фестивал Баскерфест. Се очекуваат настапи и спектакли на над 50 артисти од различни земји. По 12 пат на 16 јуни во Скопје започнува меѓународниот уличен фестивал Баскерфест, но ќе се одржува и во другите градови низ Македонија. Локацијата на која се нуди бесплатна забава за сите возрасти под отворено небо е плоштад Македонија, а своји точки секојдневно ќе имаат атрактивни баскер изведувачи од целиот свет. Во Скопје фестивалот ќе започне на 16 јуни и ќе трае 10 дена, а потоа ќе продолжи во другите градови ширум Македонија. Со овој настан секоја година се отвараат портите на Скопје како за домашната, така и за меѓународната публика, која ја има во се поголем број. Се очекуваат настапи и спектакли на над 50 артисти од различни земји, многу музички точки и баске работилници, како и катче за најмладите. Ракометарките кои го освоија второто место на државно ниво денеска беа на прием кај градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски. Повеќе за ова од прилогот кој следува подоцна во вестите. Продолжува изградбата на ролеро-велосипедската патека на кеот на Вардар во Горно Лисиче. Ова изградба представува продолжување на патеката која се протегаше од мостот Тодор Александров до паркот на булеварот Февруарски поход. Екипите на град Скопје и на јавното предпријатие Улици и патишта ја асфалтираат ролеро-велосипедската патека на кеот на реката Вардар во Горно Лисиче, на потегот од големиот парк на булеварот Февруарски поход до железниот мост во Горно Лисиче од десната страна. Патеката е долга 2000 метри и широка 4 метри. На терен е направен ископ, нанесен е тампонски слој, рабници и нов асфалтен слој. Ролеро-велосипедската патека, како што соопшти градот Скопје, представува продолжување на патеката која се протегаше од мостот Тодор Александров до паркот на булеварот Февруарски поход. Градските власти подсетуваат дека во рамки на проектот Скопје Велоград 2017 се изградени и реконструирани велосипедски патеки во должина од околу 18 километри, а изградени се и ролеро-велосипедски патеки од двете страни на кеот на реката Вардар.
Започна комплетна реконструкција на улицата Браќа Чакреви во општина Ѓорче Петров. Реконструкцијата ќе опфати промена на коловозот, обнова на тротоарите, ново улично осветлување и нова атмосферска канализација. Со отстранување на старата асфалтна подлога започна целосната реконструкција на улицата Браќа Чакреви во општина Ѓорче Петров. Реконструкцијата ќе опфати промена на коловозот. Целосно ќе се реконструираат тротоарите со ширина од 1,5 метар, а ќе биде изведена и нова атмосферска канализација со ширина на севките од 250 мм. Во проектот е планирано и поставување на ново улично осветлување. Улицата е со должина од 330 метри и ширина 6 метри. Средствата за реализација на проектот во висина од 10,8 милиони денари ги обезбеди Министерството за транспорт и врски и општина Ѓорче Петров. Работите на реконструкцијата на улицата се планира да траат до крајот на месец јуни оваа година. Од општината апелираат до жителите од оваа улица за разбирање, но исто така ги замолуваат и граѓаните да не ги паркираат своите возила на тротоарите, за да може градежната оператива непречено да работи. Хуманитарна изведба на мюзиклот Тајно моја на мајските оперски вечери. Ова е само најава за веста која следува во вестите. Продолжуваме ние понатаму. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски денеска организираше прием во општината за ракометарките од Основното училиште Димитар Беровски, кој го освоја второто место на државно ниво во ракомет. Ракометарите од Основното училиште Димитар Беровски, кои го освоја вице-шампионското место во ракомет на државно ниво, денеска беа на прием кај градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски, кој се заблагодари за одличниот пласман на екипата и успешната презентација на општината на државниот надпревар во ракомет, на кој го освоија второто место. Во финалето противник на училиштето Димитар Беровски беше екипата од Основното училиште Кирил и Методи од Битола. Градоначалникот Митровски им честиташе за освоеното солидно второ место и истакна дека оваа екипа може да се надпреварува и во меѓународни надпревари со збртимените општини. Воедно истакна дека преку сојузот на училишен спорт во училишниот спорт кој ги следи насоките од Интернационалната федерација за училишен спорт, во општина Ѓорче Петров опфатени се околу 70% од учениците преку училишните лиги. Денеска горд сум затоа што децата од Основното училиште Беровски денеска со освоените пехари, како што сами кажа, со освоеното прво место за најдобар играч и така натаму, само се една потврда дека спортот во Ѓорче Петров живее и дека спортот е во гените на нас Ѓорче Петровци, а посебно ракометот, ние бевме европски прваци. Мојата порака да сите бидат уклучени во масовниот спорт и да училишниот спорт во општината Ѓорче Петров биде помасовен. Мора да кажам дека во училишниот спорт во општината се офатени негде околу 70% од учениците. За најдобар играч на првенството беше избран репрезентативниот голман Јована Трајковска, која настапува во редовите на РК Вардар од Скопје. Истите ученици од училиштето Димитар Беровски имаат освоено и второ место во мал фудбал на ниво на град Скопје. Најдобриот играч на првенството Јована Трајковска и капитенот на екипата Стефанија Ѓорѓиевска, кои веќе 7 години ги бранат боите на македонскиот ракомет, добија бесплатно летување во Охрид, обезбедено од Федерацијата на училишен спорт во Македонија. Јас тренирам веќе 7 години ракомет на позицијата голман. Прво започнав во ракометниот клуб Ѓорче и веќе 2 години сум во Вардар и се надевам за уште поуспешно нагоре до првиот тим. Јас сум горда на себе што успеав да му придонесам на тимот за второто место и што бев прогласена за најдобар играч. Најпрво да се заблагодарам на нашиот наставник Зоран Наков, кој секогаш не бодреше да не се предаваме и колку и да се појаки екипите, секогаш да дадеме се од нас и да покажеме поголем успех. Потоа и до општината Ѓорче Петров за целата организација. Јас тренирам 7 години, прво тренирав во Ѓорче, исто како Јована, потоа не зема во Вардар, заедно тренираме и исто така сме горди и двете што земавме второ место и дававме се од себе за да постигнеме ваков резултат. Финалните надпревари од државното првенство во ракомет за основни училишта се одржа во Македонска Каменица во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија. Општина Ѓорче Петров ги обезбеди превозот до Македонска Каменица, а секој од ракометарките доби и комплекс спортска опрема.
Децата со церебрална парализа од дневниот центар до изградбата на новото основно училиште Капиштец ќе бидат сместени во објектот на урбаната заедница Славе Ѓоргиевски Шнајдерот, кој е во собственост на општина Центар. По изградбата на училиштето тие ќе добијат на користење 300 метри квадратни во новото училиште, со најсовремени услови и ќе имаат посебен влез во училиштето. Децата со церебрална парализа од дневниот центар до изградбата на новото основно училиште Капиштец ќе бидат сместени во објектот на урбаната заедница Славе Ѓоргиевски Шнајдерот, информира денеска општина Центар. Како што соопшти општината, просторот со површина од 250 метри квадратни ќе биде целосно реконструиран, опремен и адаптиран за престој на овие лица, а по изградбата на училиштето тие ќе добијат на користење 300 метри квадратни во новото училиште, со најсовремени услови и ќе имаат посебен влез во училиштето. Одлуката по предлог на градоначалникот Жерновски била едногласно донесена од советниците во општина Центар на вчерашната седница. Новиот простор кој ќе го користат наредните 2 години е во согласност со стандардите за пристапност, движење и обслужување на лица кои се движат со помагала и ќе има соодветно адаптирани тоалети. Денеска и утре во рамки на мајските оперски вечери се изведува мјузиклот Тајно моја. Овие две изведби се хуманитарни и средствата ќе бидат донирани за лекување на Гоце Марковски кој боледува од тумор на мозок. На програмата на фестивалот Мајски оперски вечери денеска и утре е мјузиклот Тајно моја посветен на Тоше Проески, а со двете изведби македонската опера и балет ќе се вклучи во хуманитарната акција Сите за Гоце. МОП најави дека приходот од продадените билети ќе биде дониран за лекување на Гоце Марковски, кој боледува од тумор на мозок и му е потребна помош. За представите со хуманитарен карактер билетите чинат 400 денари. Исто така до 20 мај во фоајето на Македонската опера и балет и во трговскиот центар Скопје Сити Мол ќе бидат поставени кутии за донации, а може да се донира и телефонски од One VIP 143 487 и на T-Mobile 143 122. Тајно моја премиерно беше изведена во март годинава и е копродукција на Македонската опера и балет и фондацијата Тоше Проески, во чест на најголемата македонска музичка звезда Тоше Проески. Мјузиклот е поставен во годината кога се одбележува една деценија од неговата прерана и трагична смрт. Со 300 издани од областа на книжевноста, културата и уметноста, Македонија за прв пат ќе се представи на меѓународниот саем на книга во Варшава, Полска. Саемот ќе се одржува од 17 до 21 мај и е еден од најголемите саеми во Европа, на кој ќе учествуваат околу 800 издавачи. Република Македонија годинава прв пат ќе учествува на меѓународниот саем на книгата во Варшава, Полска, што ќе се одржува од 17 до 21 мај 2017 година. Организатор на представувањето на македонската книжевност и издаваштво ќе биде Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје. Националната и универзитетска библиотека на македонскиот штанд ќе изложи околу 300 изданија од областа на книжевноста, културата и уметноста, избрани публикации од капиталните издавачки проекти, 135 тома македонска книжевност во оригинал и на англиски јазик и антологии на македонската книжевност преведени на 6 странски јазици: руски, француски, германски, шпански, кинески и арапски. На штандот ќе биде презентирана и книгата по раките на Свети Климент Охридски од председателот Ѓорѓе Иванов, која библиотеката Свети Климент Охридски во соработка со кабинетот на председателот ја објави двојазично на македонски и на англиски јазик по повод одбележувањето 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Брошурите заедно со информации за конкурсот на Министерството за култура за странски издавачи на полски и на англиски јазик ќе бидат дистрибуирани до издавачите од Полска и до сите други заинтересирани издавачи. Централниот настан ќе биде Македонски ден во сабота 20 мај во главната сала за промоции на кој ќе биде представена современата македонска поезија и проза со настап на авторите Блаже Миневски, Јовица Тасевски Етернијан и Владимир Илиевски. Овој настан библиотеката го организира заедно со амбасадата на Република Македонија во Варшава. Меѓународниот саем на книгата во Варшава е еден од најголемите во овој дел на Европа. Оваа година ќе учествуваат околу 800 издавачи од 32 држави од 5 континенти, а земја почесен гостин ќе биде Германија.
Од четврток во попладневните часови се очекува повторно стабилизирање и известно затоплување на времето. А до кој степен ќе достигнат температурите, гледаме од МТМ Метео. Во Македонија минатата година во 14 кина биле прикажани 985 филмови и 16.295 кинопредстави, во кои имало 441.017 посетители. Објави денеска Државниот завод за статистика. Во 2016 година во споредба со 2015 година бројот на прикажаните филмски кинопредстави е зголемен за 9,7%. Со оваа информација ги завршуваме денешните урбани вести. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер, а спортските вести се следна содржина на програмата на МТМ.